се пријало на една лисица младо петле, па се упатила кон блиското село да бара убаво младо петленце. Барајќи така, слушнала еден глас на младо петле од една мала куќа на крајот од селото. Се приближила до куќата, те побарала некоја дупка да влезе во дворот и да се нагости со петлето. Арно ама, ни дупка имало, ниту пак можела да се прекачи преку високите порти. Се мислела, се чудела, што да направи за да влезе во дворот и наедна се сетила. Ке одам да побарам еден јазовец и ке го натерам да направи дупка под прагот од портата, па низ неа ке влезам во дворот и сладко ке се нагостам со младото петле. Веднаш побарала јазовец, па го убедила да й помогне, велејки му. Јас го сакам само младото петле, а ти можеш да се гости со полн кокошарник и да јадеш колку што ти е волја. Јазовецот се убедил, па следната ноќ тргнале заедно кон куќата. Јазовецот направил една дупка под прагот на портата и заедно со Лиска влегле во дворот. Една лиска брза и та, низ врвезда само скита. Стапки рети шарара и од петле нешто бара. И од петле нешто бара. Лиска го забележала младото петле и полека му се приближувала. Арно ама, петлето не спиело и што ми ја здогледало, веднаш рипнало на високата порта. Лиска вртела и кружела наоколу, убедувајќи го да се симне, а за тоа време јазовецот сладко се изнакркал кокошки. Почнало да зазорува, па Лиска и јазовецот морале да бегаат. Утрото Стопанот се разбудил и кога отишол во кокошарникот, што да види? На сите страни пердуви од кокошки. Веднаш се сетил што се случило. Вечерта поставил стапица во дупката и легнал да спие. Некое време во ноќта, лисицата и јазовецот повторно дошле крај куќата. На плотот кај портата гордо стоело петлето и рекло на Лиска. Ајде, Лиске, влези ако можеш. А зошто да не можам? Прашала таа. Затоа што мојот Стопан постави стапица во дупката, па кога ќе се протињеш, цап, ќе се фатиш во неа. И одговорило петлето. За таа работа јас си го имам јазовецот, побратим, и тој ќе ми помогне. Петле, етле. Се пофалила Лиска. Една лиска брза и та, низ врвезда само скита. Стапки рети шарара и од петле нешто бара. И од петле нешто бара. Петлето е храбро мило, потешко е и од кило. Може носи да ти сади и во очи и во гради. И во очи и во гради. Лисицата почнала да го бедува јазовецот, прв да помине, па ако нешто му се случи, таа, стоумницата ќе му помогнала. Ај, Лиске, појди ти прва, па бидејќи си стоумница, ке знаеш како да се излечеш од стапицата. И рекол јазовец. Лиска видела, не видела, влегла во дупката и цап со ногата стапица. Леле, јазовче, помагај. Викала Лиска. Па не ли си стоумница? Што бараш од мене? Ама од големата болка не можам да мислам. Дај помагај, брате. Го молела Лиска јазовец. Па добро. Кога наутро ќе дојде Стопанот, ти преправај се дека си мртва
и тој ке те фрли на буниште. Ја советувал јазовецот. Утрото осамнало, а лисицата го послушала јазовецот. Па кога дошол Стопанот, се разочарал дека е мртва и ја фрлил на буниште. Сето тоа го гледало Петлето од високиот плот. Лисицата веднаш рипнала и избегала во шумата, смеејќи му се на младото Петле. Петлето е храбро мило, потешко е и акило. Може нокти да ти сади и во очи и во гради, и во очи и во гради. Лиске седи чути, може се што да се случи. Еден од вас ке се смее, само не знам кој ли ке, само не знам кој ли ке. Следната ноќ пак дошле лисицата и јазовецот и таа го убедила некако јазовецот прв да се протне низ дупката. Штом влегол в дупка, цап, јазовецот се фатил стапица. Лиске, Лиске, помагај да излезам од тука. Викал за помош јазовецот. Па јас да знаев како, не ке барав ум од тебе. Му одговорила Лиска. Што ме така, дојди поблиску да ти кажам што да направиш, за да ми помогнеш и секогаш по-добро да се сеќаваш на мене. Ја повикал јазовецот лисицата. Лиска се приближила до него, го наместила увото за да слушне поубаво и цап, јазовецот ја гризнал за уво и не ја пуштал. Лиска се молела, ама јазовецот не сакал да попушти, затоа што била лажлив и неверен друга. Лиске, да ми помогнеше, ке ти бев најверен другар цел живот, а сега ке умреме заедно. Промрморел јазовецот. Утрото штом Стопанот се разбудил, го здогледал јазовецот со лисицата в заби. Веднаш ја зел секирата и ја убил лисицата, а јазовецот го пуштил на слобода. Потоа ги викнал децата, па тие радосни што нивното Петле милениче живо и здраво, весело запеале.